Нова поволност за земјоделците се предлага со измените во постојниот Закон за земјоделство и рурален развој, со што би требало да им се обезбеди поевтина нафта како еден од основните енергенси во производството. Предлогот за дополнување на законските одредби веќе е поднесен до парламентот од страна на група пратеници од опозицијата и деновиве тој ќе влезе во процедура. Со измените се предвидува земјоделците да добиваат за 50% поевтина нафта од постојната пазарна цена. Според направената анализа, за оваа мерка од буџетот на државата треба да се издвојат средства во висина од околу 6 милиони и 200.000 евра за една година. Во предлогот стои дека условите и начинот за реализација на мерката ќе бидат пропишани со уредба во која ќе биде определено горивото да се користи исклучиво за обработка на земјоделските површини. Производителите од Кочанскиот регион ја оценуваат мерката како поволна, иако се сомневаат оти предлогот ќе биде прифатен и ќе се спроведе како што треба. Се е убаво што ќе се помогне на земјоделството. Се е убаво, ептен убаво е. Ама не знам како ќе се спроведе тоа. Видиш дека тешко оде со закони, се тешко оде. Добро, ама дали ќе направат тоа? За сите, нели викам за големите фирми тоа се прави, за малите не доваѓа до него. Тоа е сепак една поддршка за земјоделците што ќе ги намали трошоците во производството на нивните производи. Мислам дека е добро од државата што ги презима тие мерки, така да би требало земјоделците да бидат благодарни. Сегашната состојба во земјоделското производство ја наметнува потребата од воведување субвенционирано гориво за обработка на површините, со што ќе се овозможи земјоделците да имаат конкурентно земјоделско производство. Скапите репроматеријали, ниските откупни цени, нередовната исплата на субвенциите, како и се уште неплатените земјоделски производи, ги доведува во незавидна ситуација. Цената на горивата е една од најголемите причини за неконкурентноста на македонските земјоделски производи наспроти оние од увоз, бидејќи владите на земите од регионот и од Европската унија ја спроведуваат оваа мерка што предвидува 50% субвенционирано гориво. Доколку мнозинството во парламентот го прифати предложеното дополнување во Законот за земјоделство, ќе се овозможи субвенционираното гориво да се добива во зависност од површината на обработливото земјиште, со право на користење за 2 обработувања на иста површина.